Receive the message of truth, Macedonian language. Ако секој е христијанин како што мисли дека е, Исус ке ве нарече браќа. Евреите 2:11. Зашто и оној што осветува и оние што се осветуваат се сите во едно, поради што тој не се срами да ги нарече браќа. Секој христијанин ќе биде поучен од Светиот Дух, ќе ја знаеш вистината за Новиот Завет. 1 Коринтијаните 2:13. И ние ги зборуваме овие работи, не со зборови што ги учи човечката мудрост, туку што ги учи Светиот Дух, споредувајќи ги духовните работи со духовните. Јован 14:26. А помошникот, Светиот Дух, кого Отецот ќе го испрати во моје име, ќе ве научи нас и ќе ве потсети на се што ви реков. Секој човек би бил подложен на процес на осветување со Светиот Дух и вистината. Јован 17:19. И заради нив се посветувам себе си, за и тие да бидат осветени преку вистината. Римјаните 15:16. За да бидам слуга на Исус Христос на незнабожците, служејќи го Евангелието Божјо, за да биде прифатлив приносот на незнабожците, осветен со Светиот Дух, вие би биле вистински обожаватели. Јован 4:23. Но доаѓа часот, а сега е, кога вистинските обожаватели ќе му се поклонуваат на Отецот со дух и вистина, зашто таткото бара такви за да му се поклонуваат. Најверојатно секој христијанин ќе страда бидејќи тоа е дел од осветувањето. 1 Петар 4:16. Но, ако некој страда како христијанин, нека не се срами, туку нека го прослави Бога во тоа прашање. Никој не треба да биде себичен или вообразен. Филипјаните 2:2. Исполнете ја мојата радост со тоа што ќе бидете истомисленици, со иста љубов, со едногласност, едноумие. По процесот на осветување станувате светец. 1 Коринтијаните 6:19. Или не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух кој е во вас, кого го имате од Бога, а не сте своји. 1 Коринтијаните 3:17. Ако некој го оскверни Божиот храм, Бог ќе го уништи. Зашто Божиот храм е свет, кој храм сте вие? Ефесјаните 2:20-22. Изграден на темелите на апостолите и пророците, а самиот Исус Христос е главен камен-темелник, 21 во кого целата градба, споена заедно, прераснува во свет храм во Господа. 22 во кој вие заедно се градите за Божјо живеалиште во духот, но сите се верници, а не христијани. Зошто? Многуте деноминации треба да им кажат на сите дека човекот ги прави работите на свој начин. Никој нема дух на вистината. Секој го гледа Бог на свој начин, не разбирајќи го Исусовиот начин. Свештениците и водачите стојат пред своето собрание и се нарекуваат христијани и го нарекуваат своето собрание христијани. Тие не го разбираат Новиот Завет и немаат поим за што е Царството Божјо, тие се збогатуваат со тоа што ви даваат лажни информации. Христијанските пастири и водачи немаше да им наштетуваат сексуално на момчињата и девојчињата стотици години и ќе продолжат да го прават тоа денес. Христијанските пастири и водачи не би се збогатиле од нивното собрание. Тие не можеа да продаваат книги бидејќи сите ќе бидат поучени од Светиот Дух и ќе ја знаат вистината бидејќи се христијани. Свештениците и водачите со години немаше да вршат богохулење против Светиот Дух пред нивното собрание и телевизиските следбеници. Лука 6:39 и им кажа една парабола: може ли слепиот да води слепец? Нема ли и двајцата да паднат во ров? Зошто има толку многу убиства и предрасуди во црквата, додека вие се нарекувате христијани? Зошто пастирите и водачите прават физичко крштевање во вода ако се христијани? Зошто хомосексуалните мажи и жени во црквата се нарекуваат себе си христијани? Зошто во црквата има жени пастири и водачи кои ги контролираат мажите ако сите се христијани? Жените не треба да имаат власт над мажите во телото Христово. Човекот се обидува физички да стане христијанин, но тоа не може да се случи. Како што е наведено во Римјаните 8:8, така, оние што се во тело не можат да му угодат на Бога. Христијанин можеш да станеш само духовно. Потребни ви се Христовиот дух, духот Божи и духот на вистината за да станете христијанин. Матеј 28:19-20 ви ја дава дефиницијата за христијанин. Матеј 28:19-20 вели: одете и правете ученици од сите народи, крштевајќи ги во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, 20 учејќи ги да држат се што ви заповедав. И ете, јас сум со вас секогаш, дури и до крајот на векот. Амин. Бог јасно кажува дека оние со Божиот дух и духот на вистината се вистинските христијани.
Јован 4, 23, 24 вели, но доаѓа часот, а сега е, кога вистинските обожаватели ќе му се поклонуваат на Отецот со дух и вистина, зашто таткото бара такви за да му се поклонуваат. 24 Бог е дух, и оние што му се поклонуваат треба да се поклонуваат со дух и вистина. 1 Коринтијаните 2, 14, но природниот човек не ги прима работите на Божиот дух, зашто тој не може да ги знае, затоа што вие можете да бидете совршена личност според човекот, давајќи им половина од вашиот приход за да им помогнете на сиромашните, а не сте љубители на сите писмото на заветот секој ден за инспирација, вие се молите постојано, но не го разбирате духовниот дел од себе или го разбирате новиот завет. Имавте долг живот и конечно умревте. Луѓето велат дека си добар христијанин. Како прво, не можете да станете христијанин со вашето физичко тело. Второ, мора да си светец за да одиш со Бога и Господ Исус Христос. Исус доаѓа само за светци. Вашето физичко тело не може да го прими Христовиот дух, Духот Божи и Духот на вистината, кои се потребни за да станете вистински христијанин, а потоа и светец. Јован 3, 6, роденото од телото е тело, а она што е родено од духот е дух. Не можете да мешате тело и дух. Со други зборови, не можете да го измешате вашето физичко тело со вашето духовно тело. Христијанин можеш да бидеш само духовно.